Невреме од Албанија и Косово во моментов се движи кон Македонија, информира вечерва управата за хидрометеоролошки работи. Според УХМР, невремето можно е да биде со поизразени врнежи на град и дожд наместо ветер, како што беше претходното попладнево по 17 часот. Невремето попладнево предизвика сериозни штети во повеќе градови низ земјата. Најлошо беше во Скопје, Куманово, Штип. Во Штип настрада болницата. Со најновите вести од таму ни се јавува Викторија Јованова. Вики? Да, Младен, за жал силниот урагански ветер однесе дел од кровната конструкција на Штипската клиничка болница во која што пружа услуга на потенцијални околу 200.000 пациенти од целиот источен и југоисточен регион. Поради паднатиот слим од кровната конструкција, дел од пациентите и тоа од оделенијата за ортопедија и интензивна нега се преместени на други оделенија во болницата. Билјана Ефтимова, заменик директор на клиничката болница во Штип, вечерва на вечерашнава пресконференција рече дека оделенијата ортопедија и единицата за интензивна нега сега функционираат со намален интензитет. Инаку станува збор за некаде околу 15 до 20 пациенти кои се распоредени по другите оделенија. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата од Билјана Ефтимова. Се однесува на последниот спрат, кој е дел од ортопедија и единицата за интензивно лекување. Тие функционираат, но со намален капацитет. Пациентите се сместени во делот каде што е суво, каде што нема прекиснување, значи во текот на ноќта ќе ги префрлиме дел од пациентите на други оделенија со цел да бидат заштитени, да не настанат некои накнадни дождови со кои би се пореметило функционирањето и секако... Колку број на пациенти станува збор? За колку број? Да. Тоа се пациентите од ортопедското дело, некаде околу 15 до 20, бидејќи тоа не е целиот дел од ортопедското оделение и операционната сала на ортопедија, но бидејќи имаме и други операционни сали, ќе се адаптира, ќе се прилагодиме за да ги пружиме на време нашите медицински услуги за населението. Невремето со дожд и силен ветер направи штети на други институции и домови на граѓаните во Штип. Некои од улиците немаат и струја, а тешко ќе оди и поправката, т.е. доаѓањето на струјата, бидејќи како што информираат од општина Штип, дел од екипите на Евана биле пренасочени кон општина Свети Николе, каде што немало струја. Овде предлагам да ги видиме изјавите од градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов и директорот на јавното предпријатие ИСАР. Морам да констатирам дека е предизвикана материјална штета на приватни имоти, на институции. Имаме доста случаеви евидентирано во повеќе населби, нападнати дрвја, гранки, кровни конструкции, оштетени возила, сето она кое што и во моментов го работат екипите како комисија од страна на општина Штип, која ќе ги евидентира сите настанати штети. Ова прилика ја користам да ги повикам сите граѓани да пријават одредена промена која е настаната поради невремето или оштетување на нивниот приватен имот, за да имаме точни податоци за состојбата на територија на општина Штип. Јавното предпријатие ИСАР е на терен со скоро 60 вработени лица и со целата тешка механизација која што ја поседуваме. Приоритет ни беше да се оспособат сообраќајниците, го оспособивме влезот на клиничката болница, имавме паднато дрво на филтер станицата каде што се снабдува целиот град со вода. Согласно приоритетите и насоките кои што ги добиваме од кризниот штаб, веќе интервенираме и можам да кажем дека скоро сите сообраќајници се проводни. Остануваат оние поситни споредни улички на кои што моментално работиме. За час до два ќе бидат и тие ставени во функција. Инаку, како што информираат и од општина Кочани, и таму има штети од силното невреме, има паднато дрвја, потоа оштетени коли, а исто така се информира, се говори дека имало и пожар на бензинска станица во општина Чешиново Облешево, како и пожар во куќа во село Бање Кочанско.
за колкави се штетите и каде граѓаните треба да се информираат, тоест да пријавуваат. Од општините велат дека слободно можат да се јавуваат и да ги пријавуваат штетите и вечерва, но и во текот на утрешниот ден. Младен, ова силно време остави навистина големи штети во овој источен регион.